По повод спроведувањето на есенската акција Ден на дрвото, 30 ноември, среда, е неработен ден за граѓаните на Република Македонија, освен за вработените во здравствените институции, известуваат од Министерството за труд и социјална политика. Се очекува околу 500 хектари со 2.611.143.000 садници да бидат пошумени за време на утрешната 17-та акција, која ќе се одвива на 60 локации во 30 подружници, а за пошумување ќе се користат Црни Белбор, Багрем, Јасен, Јавор, Даб, Костен и така натаму. Во градот Скопје ќе бидат посадени околу 1 милион дрвца. При тоа, во урбаниот дел ќе бидат посадени 256.000 дрвја. Од тие 256.000 дрвја, градот Скопје ќе обезбеди околу 10 до 12.000 високо квалитетни дрвја, од кои што дел се набавени, а дел се од расадникот на јавното претпријатие Паркови зеленило. Останатиот дел ќе биде набавен преку ЈП Македонски шуми. Дрвјата ќе бидат посадени по булеварите на градот Скопје, по парковите, по блоковското зеленило, меѓу зградите, исто така ќе бидат посадени и покрај кеот на Вардар и оние делови кај што до сега не биле садени вакви дрвја. Сите акции се безрезервно поддржани од владата на Република Македонија со сите надлежни министерства, заедницата на локалната самоуправа со општините, јавното претпријатие Македонски шуми како и град Скопје. Ние како Македонски шуми ќе обезбедиме, односно обезбедивме 1.500.000 садници, кои што ќе бидат 260.000 од нив, во строгиот дел, во урбаниот дел на Скопје, а остатокот ќе бидат во околината, во која се вклучува и обиколницата, онај дел, целата обиколница каде што и беа и поплавите, се со цел да има на заштитна улога. Но исто така, вкупната бројка на пошумување оваа година ќе биде околу повеќе од 2.600.000 садници или на повеќе од 550 хектари. Ден на дрвото засадија својата иднина е остварување на сонот за пошумена Македонија преку засадување на иднината, идеја која почна 2008 година, се спроведуваше во 2 сезони, додека последните 5 години пошумувањето се одвива само на есен. Во досегашните 16 акции се пошумени речиси 13.000 хектари со над 35 милиони садници, а оваа акција и донесе и меѓународна афирмација на Република Македонија.